И тоа во насока на презентирање на комуникацијската стратегија и новото институционално лого, кое што на одржаниот колегиум во Републичкото јавно обвинителство беше изгласано и во една користам оваа прилика да го честитам новото лого на сите јавни обвинители. Носиме уз нас и во нас и секако во нашите одлуки. Новото лого представува институционално представување, но воедно че забележите дека во себе го носи и европскиот дух. Беше кажањето на слободата на изразување на јавните обвинители и нивното право да учествуваат во јавната дебата за прашања по значење за обвинителскиот систем. Би сакал да се осврнам на една важна активност која што беше реализирана во текот на 2023 година. Именно во извештајот на Конституционната комисија беше констатирано дека одредени одредби од тогашниот етички кодекс на јавните обвинители представуваат ограничување на правото на слобода на изразување. Професионалната подготовка на јавните обвинители е започнала во Академијата за суди и јавни обвинители. За подршката што ја дава Конституцијата не сме да се советува со можење титупа со ограничување на конструктивна stručна дебата. Независниот јавен обвинител мора да има можност да изрази своите професионални ставови, секако со почитување на законите, етичките стандарди и достоинството на функцијата, и што во основа да не наруши угледот на јавното обвинителство. Токму од овие причини, односот меѓу јавните обвинители и медиумите мора да се темели на меѓусебна почит, доверба, професионална одговорност, еднаков третман и доследно почитување на законските принципи и човековите права. Не е загрозено само неговото право да ја врши својата работа, туку е загрозено правото на сите. Ја препознава потребата од постојана и професионална комуникација со обвинјаните, медиумите и сите општествени чинители. The Public Prosecution Office on 28th of May, if I'm not mistaken, and the logo. Когаш преминува во затвореност кај еден дел од обвинителите и обвинителството, видите. Причините за тоа често пати се различни. Некогаш тоа е страф од погрешно толкување, некогаш е недостиг на време, некогаш е поради предпазливост. Јас би рекол дека таа предпазливост е препотенцирана за истрагите. Понекогаш и културата на комуникација на која се гледа како на некоја дополнителна обврска, а не треба да биде така. For building the trust. So I don't have to tell the prosecutors here, I'm the only judge in the room, you know it better, but I may say that we will keep on supporting you in your, we hope, successful way to the European Union. I would like to wish Irina happy birthday.